дечки, во ова видео ќе отварам уште еден таблет од Quart серијата, поточно од Quart компанијата. Овој таблет е нешто како следбеник на таблетот кој го отваравме во едно од претходните видеа, односно на Quart Coupe 710. Значи, ова е неговиот наследник, неговиот подобрен модел. Пред да продолжиме, само сакам да кажам уште еднаш големо благодарам до AMC кој ни го возможија сето ова. Па да почнеме. На надворешноста, како што можете да видите, имаме слика од таблетот, некои Android роботчиња, тука имаме Quart лого, позади имаме уште едно Quart лого, како што може да видите, на другата страна повторно Quart лого, и тоа е од надворешен аспект. Да видиме натрешноста на кутијата. И да, натрешноста на кутијата е слична како, поточно иста, само со големина од претходниот таблет, помалиот Coupe 710. Тука имаме слушалки кои се бели, а кај другиот таблет мислам дека беа црни. Имаме USB порта и micro USB порта, односно конекција меѓу овие две. Имаме уште едно кабелче што веројатно е за поврзување меѓу USB и mini USB-то и стандардниот полнач. И сега да го видиме таблетот. Тука имаме некои упатства, кои што ретко кој ги чита, гарантниот лист од AMC и еве го таблетот, на кој ќе се навратиме подоцна. Поточно ќе се навратиме сега веднаш, бидејќи тоа е се што има во кутијата. Значи, ова е таблетот, ова е Quart Coupe 970, подобрената и подобрата верзија од претходниот таблет. Како што можете да видите, надворешниот дизајн е ист, но задниот дизајн е, речиси, целосно сменет. Како што забележав веднаш, имаме задна 2 мегапикселна камера, кој што на претходниот таблет ја немаше. Инаку ова е 16 гигабајтската верзија, 16 гигабајтската NAND флеш меморија верзија. Како што можете да видите, дизајнот, како што кажав, е ист. На страна ги имаме volume up and volume down buttons. А ова, како што забележав додека ја правев англиската верзија, ова е the home button, односно дугмето за враќање на почетниот екран. Тука имаме два звучници, micro USB порта, TF card порта. Ова е веројатно за полнење портата, уште една mini USB. Односно, и тука има mini HDMI порта, како и дугмето за уклучување. Тоа би било се од страна на приклучоците, односно портите. Како што можете да видите, таблетот е уклучен, но како што направи претходната верзија, така и во оваа ќе го исклучам. Додека таблетот се исклучува, само да ви кажам дека овој екран има 9,7 инчен и е HD екран со резолуција од 1024 со 768 пиксели. Има Allwinner A10 процесор во него, кој што имаше фреквенција од 1,2 ГHz и може да се оверклокне до 1,5 ГHz. Исто така има вградена 1 GB DDR3 RAM меморија. Исто така е, како што кажав, има голем екран, а исто така и ги поддржува Full HD клиповите, односно е совршен за гледање филмови, и доколку сакате да гледате некои си клипови на YouTube. Додека се уклучува, како кратка компарација со претходниот модел, ово исто така има Wi-Fi, има G-сензор, кој е сензорот за ротирање на екранот. Има две камери, а претходниот имаше само една. Претходниот имаше предна 0,3 и овој има истата предна камера со капацитет од 0,3 мегапиксели, но како што кажав има и задна камера со капацитет од 2 мегапиксели. Сега ќе ја видиме и задната камера, односно нејзиниот квалитет. Како што можете да видите, камерата изгледа добро. И да се вратиме на почетниот екран. Мислам дека овој таблет работеше на Android оперативниот систем 4.0.4, но да провериме за секој случај. Да, ова е 4.0.4 Android верзијата, која е една од поновите верзии на Android софтверот. И да се вратиме на почетниот екран. Значи, ова е
подобрата верзија од Quad Coupe 710, ова е Quad Coupe 970, кој што е навистина подобрен во однос на многу нешта од неговиот претходник, односно Coupe 710, кој го кажав повеќе пати во клипов од колку што требаше, се извинувам за тоа. Предноста е, како што реков, во поголемиот екран, што е совршена за гледање филмови. Исто така мислам дека овој таблет би бил најпопуларен кај помладата популација, додека може и постарите да го користат за гледање на некои филмови, клипови, сурфање на интернет, до пишување, па се до видео разговори на Skype. Значи, доколку сакате да го земете овој таблет, може да го најдете во сите овластени АМЦ продавници низ цела Македонија. Има цена сега, која што мислам дека е на попус и чинеше околу 10.000 денари, што би дошло околу 180 евра, доколку се интересирате и во друга валутна вредност. Значи, ова е се за ова видео, се гледам во наредното, чао!